Помалку административни обврски и документација за поголемо производство на тутун. Евидентните листови или вадењето на бели картони наскоро ќе се укине. Обврските ќе ги преземат од купните компании со кои тутунарите директно ќе склучуваат договори. Ова е предвидено со новиот закон за тутун кој треба да се донесе во септември. Значен чекор напред во новиот закон за тутун е тоа што ќе ги намали и бирократските обврски на тутунопроизводителите на страна кои пак сега ќе бидат префрлени на другата, односно на страна на откупните компании. И со донесувањето на овој закон ќе се предвидуваат укинување на евидентните листови или така наречените бели картони, што значи дека сега тутунарите ќе може да склучуваат договори директно со откупните компании, што на еден начин ќе им биде доста олесната административната процедура. Освен административни олеснувања, со новиот закон се предвидени и повеќе бенефити за тутунарите околу обезбедувањето на семенскиот материјал, заштитата од болести и штетници. Обезбедувањето на семенскиот материјал, repроматеријалите, амасираното производство, заштита на тутун од болести, штетници и плевели, поголема ефикасност, подетален и протранспарентен откуп на тутунот, детализирани одредби за услови и документација за откуп, подобра организираност, со согласност на регулативите, се некои од работите што очекуваме да донесат да бидат бенефит од новиот закон за тутун, тутунски производи, кои се, како што кажат на почетокот, се надеваме во најскор можен период да биде усвоен од страна на владата на Република Македонија. Новиот закон за тутун предвидува тутунските компании да водат евиденција за катастарските површини засадени со тутун, а договорите за откуп електронски да ги поднесуваат до Министерството за земјоделство.